Американскиот претседател Џо Бајден го помилуваше својот син Хантер Бајден. Игор Стефановски од Гласот на Америка во Вашингтон се јавува во Дневникот. Игор, какви реакции предизвика помилувањето на Хантер Бајден од страна на неговиот татко Џо Бајден? Од директно засегнаните страни потегот се оправдува. Билата куќа ја бранеше одлуката на претседателот Џо Бајден да го ослободи неговиот син Хантер за обвиненијата за оружје и даночна измама. Билата куќа вели дека Бајден верува во правосудниот систем, но не верува во начинот на кој политиката го засегна процесот, а тоа според него довело до пропуст на правдата. Претходно Бајден вети дека нема никој да помилува и дека никој во САД не е над законот. Адвокатот на Хантер Бајден вели дека помилувањето било неопходно, бидејќи случајот бил политички, но така не мислат сите. Според професорката по право и филозофија Клер Финкелштајн од Универзитетот на Пенсилванија, потегот на Бајден е вознемирувачки, бидејќи тој презал крајно политизиран чекор со помилувањата. Инаку контроверзните помилувања на американските претседатели се вообичаени на самиот крај од нивниот мандат. Бајден не е првиот претседател кој помилувал своја роднина. Во првиот мандат Доналд Трамп помилуваше 237 лица, значителен број од кои беа осудени за измама или јавна корупција. Професорката Финкелштајн го потсетува следново: да не заборавиме дека Доналд Трамп во минатото кажа дека има право на само помилување, што е врвно во политизираното помилување, рече таа. Трамп исто така рече дека ќе ги помилува осудените за нападот на американскиот Капитол на 6 јануари 2021 година. А по помилувањето на Бајден, адвокатите на Трамп побараа отфрлување на кривичната осуда за исплата на пари за замолчување и вела дека се што не е итно ќе ја поткопа транзицијата на власта и мандатот на Трамп добиен од гласачите. Обвинителите треба да одговорат до понеделник. Тие покажаа подготвеност да го одложат изрекувањето на казната до крајот на вториот мандат на Трамп во 2029 година. Нешто што не е прифатливо за адвокатите на Трамп. Сузе? Игор, благодарам. Игор Стефановски од Гласот на Америка се јави за реакциите по одлуката на Џо Бајден да го помилува неговиот син Хантер.